ти си се издасмејавме ние убаво додека иде рекламите овдека, разговараме високи и ниски политики со нашите гости во студиото, меѓутоа ова што следува нема да биде политика, ова ќе биде чисто здравје и само здравје. Доктор Александар Митов, добро утро во утрински брифинг. Добро утро. Поминаа се овие великдени, поминаа скарите за 1-2 мај, се што треба, меѓутоа ние се договоривме некако, како да кажем, ова постењава едно време беа резервирани само за верници, нели малку? Религиозна деменција, да. Сега слушам дека тоа има и специјален термин, се вика автофагија. Па сите го... Да. Што е автофагија, да објасниве? Тој нов тренд, кој што морам да признам дека за разлика од многу претходни трендови кои што ги видовме, а не беа баш основани во наука, ова е тој тренд кој што се основа на, наедноставно кажано, ограничен период во денот кога ќе се јаде храна. Тоа е во суштина автофагија, што, иако физиолошки, ако земеме да навлеземе во терминот автофагија, тоа значи сосема трета работа, меѓутоа во јавноста е прифатена дека наизменично постење или intermittent fasting, како што го нарекуваат на англиски, или автофагија е наводно едно те исто. Тоа значи подоцна да доручкува човек, порано да вечера. Тоа е тој огромен нов тренд светски. Значи, 2 пати во денот, да не се јаде после 6-7 на вечер. Има многу поедност. Тоа е мојот прв совет, например, за човек ако реши да слабее, а не сака да прави ништо особено. Првиот совет, два се. Првиот совет вели вака: до 12 часот кафе, вода, чај, по можност не засладени, до 12 часот. Почнува првиот оброк во 12, следниот во колку и да е, последниот да е во 8. И од 8 натака исто пак останува чај, вода. Самотечности. Значи 12 првиот оброк, 8 последниот, тоа е првото наедноставно правило, и второто 15 минути пешачење во денот кои што ќе предизвикаат малку активно потење. Гарантирано за 80% од популацијата ќе даде резултат. Че тука нема збор. Доктор Митов, помина и сезоната на ифтарите, на овие од религијскиве празници кои што подразбира православни. Добро, здрави ли се тие начини на терање на тој вид на строги постови, да ништо не јадете цел ден, а потоа кој ќе зајде сонцето, или да ништо не се замрсите, а потоа кој ќе дојде денот и така, не предизвикува ли тоа во организмот одреден стрес кој што можеби прави повеќе штета од корист? Има два моменти. Факта дека секој период, секој пролонгиран начин на невнесување на храна е стрес. И затоа луѓе, например, со високи нивоа на кортизол, со осетливи здравствени состојби, притисоци и такви некои работи, не влегуваат во категоријата на луѓе кои што треба да прават ваков тип на порадикални рестрикции. Тоа е прво. Но второ, заради самата калориска рестрикција, значи многумина, тука има дебата во научниот свет, дали е заради самото ограничување дека просто човек помалце ќе јаде, или заради самото слабење де факто што се случува неминовно, има позитивни ефекти. Значи, позитивните ефекти ќе се видат во квантитативни параметри, односно притисок ќе се намали, масти ќе се намалат, шеќер ќе се намали, инсулинска резистенција ќе се намали, значи ќе се подобрат параметрите, неминовно, и со еден и со друг пост. Имав пријател од Британија кој што споредуваше една диета и навистина човекот ослабе, меѓутоа мене ми се чини тоа што јаде, сум некако стручник. Така, еден ден јаде, еден ден ништо не јаде. Па еден ден јаде. Со други зборови го навикнува наводно сега организмот, да кога ќе почувствува организмот дека е на диета, почне да троши од резервите, па потоа не знам некакви шокови и така натаму. Има ли смисла таков вид на шокови да се прават на организмот? Има. Знаете како, секогаш мора кај диетите да не се гледа само научниот аспект. Иако јас постојано зборувам за научни студии, меѓутоа, клучното на диетите и на ваков тип на режими е применливоста, практичноста или одржливоста, sustainability. Дали некој човек може да го издржи тоа или не? Ако не може, ич не ги гледаме научните аспекти. Затоа велам мора да се најде под наводници режим кој што би бил адекватен. Јас овој што го кажав со 12-8, сметам дека за 70 до 80% од населението е најприфатлив. Значи, иначе вакви ригорозни има и 5-2. 5 дена јадење, 2 дена нејадење. Значи, предизвикуваат шок. Тука нема збор,
Но прашањето е кај одредена група на луѓе дали е прифатливо или не е прифатливо. И кај здрави луѓе, а со зголемена телесна тежина е прифатливо. А каква е врската помеѓу автофагијата, помеѓу овој вид на постови, да речеме и наводно некаква помагање околу болести? Има ли одредени болести кои што може и на тој начин да се третираат? Првата група која што е предиабет, не диабетот. Диабетот веќе е тешка состојба. Ако речеме дека има инсулин, има такви работи, таму никако не смеат. Значи да расчистиме, таму никако не смеат такви екскурзии да се прават. Зошто? Заради тоа што ако човек е на терапија со инсулин, не смее да се стави во ситуација јадам, не јадам, бидејќи варијациите на шекерот ќе бидат драматични и неприфатливи. Но, ако станува збор за инсулинска резистенција, предиабет, раните форми на нарушување, метаболичен синдром, зголемена телесна тежина во комбинација со хиперлипидемија и покачен притисок, таа е идеалната група кај која што ваков тип на рестрикции може да дадат добри резултати. Доктор Митов, случајно сам ја прочитав, ја морам се да читам, па и тоа го читам, Ким Кардашијан, не знам дали ја знаете. Каква за жал да. Која јадела само патлиџани не знам колку денови за да ослаби 8 кила. Тој вид на како да кажам, мене тоа ми се чини екстремно, има смисла тој вид на опредување, сега ќе јадам само патлиџани, патлиџаните се разбира, корисни за одредено се, но може ли тие да надоместат? Не, видете, тоа е најлошото и најжалното заради во овој тип на дискусии, заради тоа што толку предизвикуваат внимание ваков тип на личности и за жал има млади девојчиња, дечковци, млади луѓе кои што ќе се поведат по тоа што кажала Ким Кардашијан во однос на начинот на како стасала до таа фигура. Патем биде речено, мислам дека беше она, ако не е некоја друга. Она е. Тоа е дискусијата моментално што се разви за фустанот што го носеше на гала. Следам и јас. Значи, и тука е проблемот дека ќе им остави впечаток и некои помлади личности ќе се нафатат на тоа да го следат тоа и да го прават тоа и можно е да си направат сериозен проблем по здравието. Тоа е огромна тема. Тоа е за жал огромна тема и многу загрижувачка, заради тоа што младите луѓе земаат совет за нешто од личности кои што апсолутно појма немаат што зборуваат. Нели, например, актери, еве овој тип на старлети или како и да е, јас немам против нив генерално, нек си тераат популарност, што сакаат шоу бизнис, нема проблем. Меѓутоа здравствен совет. За крај да ве прашам, колку е всушност треба овој вид на постови на автофаги, како што ги рековме така му, да бидат долготрајни? Може ли тоа да стане стил на постојан живот? Значи, или тоа сепак применливо овие 2 месеци, овие 2 недели, па потоа се враќаме во нормала? Кој е тој однос на ритам? Полесните форми, како например ова што ја кажав, може да бидат континуирано да се практикуваат. Оти нема да биде никаков проблем ако човек малку подоцна доручкува и малку порано вечера. Оти тоа е тоа. Ова што кажав е тоа. Полесните форми. Полесните форми. И тие може да се тераат без проблем. Но за сите други ние немаме доволно научни студии кои што ќе ни ја докажат нивната безбедност. Значи, овој тип на експерименти ние немаме доказ. Да, зошто нема научни студии? Барем денеска за се прават безгранични научни студии. Прво, или некоја индустрија не ја одговарала постојано. Тоа може да е многу точно. Да, па видете, општо ова не може да напредува, ова е наука во светот не може да напредува пред се заради интересите на големи индустрии. Значи тука нема збор. Индустријата за храна е прва која што блокира секаков тип на вакви промени. Така што нема таков тип на долгорочни студии кои што ќе погледнеме на нас и ќе видиме што се случува. Краткорочните ефекти се чини дека се добри. Тука нема збор. Значи, само има група на луѓе кои што не треба да се опуштат во таков тип на рестрикции. Александар Митов, наш постојан здравствен консултант, убаво што се сетивме на оваа тема денеска да ја обработиме. Јас кај да ќе почнам со автофагија овие денови. Може, тука сме може и неделиве да биде. Ако не па кај да е месеција, па годинава. Има време, не треба брзо човек во ништо. Летото е пред нас. Ако брзаме за летото, тогаш мај. Благодарам многу за оваа инструкција за тоа како човек да го сочува здравието и на начин кој што е поврзан се разбира со умереното јадење.